Делегација на ВМРО ДПМН е предводена од председателот Никола Груевски учествува на средба на десничарските партии од Балканот во Будимпешта, Унгарија, во организација на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Тема на работната сесија е интеграција на Балканот, постигнување на стабилност и глобалните предизвици со кои што се соочува регионот. Покрај Груевски на средбата присуствуваат и Јанес Јанша, Небојша Стефановиќ, Сали Бериша, како и представници од други политички партии. Споделување на искуствата меѓу земјите од регионот во областа на катастарот за функционален катастар е целта на 10-та регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци, што денеска и утре се одржува во Скопје. Според директорот на македонскиот катастар Славче Трпевски, благодарение на регионалната соработка на катастрите во изминатите 10 години се обезбеди споделување на знаење и добри практики преку гранична соработка и размена на податоци и сервиси од националните системи и заеднички настап пред меѓународните организации и донаторската заедница. Планот на Берлин за Западен Балкан, агендата Берлин Плюс, не е замена за членство во Европската Унија, туку само показател за силната посветеност на земјите членки, а особено на Германија, за понатамошните инвестиции и ангажмани во регионот, смета еврокомесарот Јоханес Хан. Оваа германска иницијатива, наречена и мини Маршалов план за Балканот, се смета дека ќе ја подигне економијата во регионот, но и да биде компензација на долгото чекање за евроинтеграција, пренесоа српските и бугарските весници. Според дел од известувањата, тој ќе изнесува 2 милиарди евра дополнителни средства покрај оние кои претходно беа најавувани преку процесот Берлин Плюс, кој почна во 2014 година. Опцијата која се разгледува е средствата наменети за други региони и земји да се пренасочуваат кон Западниот Балкан. Грчкиот премиер Алексис Ципрас бара од европските кредитори да донесат одлуки со кои ќе се зголеми довербата на инвеститорите кон економијата на земјата. Ципрас смета дека само на таков начин е можно да бидат надминати несогласувањата меѓу ММФ и земјите од еврозоната. Европа треба да имплементира конкретни инвестициски програми во Грција кои ќе создадат работни места и во пракса ќе се надминат разликите, вели Ципрас. Подсилни мерки на обезбедување во Велика Британија се одржуваат во онредни парламентарни избори. Анкетите покажуваат дека главни фаворити се конзервативната партија на актуелната премиерка Тереза Меј и левичарската лабористичка партија на Джереми Корбин. Овие избори, кои ќе го трасираат патот на земјата по Брекзитот, се одржуваат во сенка на двата терористички напади во Манчестер и во Лондон. Убиен е Лаврим Мухаџери, алијас Абу Абдулах Ал-Косова, водач на албанските джихадисти во Сирија и Ирак. Мухаџери, нарекуван и касапот од Качаник, заедно со Билал Хакифи, исто така од Косово, се убиени во полноќното бомбардирање на 7 јули. Во изминатиот период беа пласирани во неколку наврати информации дека Мухаџери е убиен, но тој повторно се појавуваше. Сегашната вест за смртта ја потврдила и неговото семејство. Пред да замине во Исламска држава, тој работел во американската база Бонстил во Косово, додека претходно бил ангажиран за НАТО во Авганистан.